Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик председател, почитуван премиер, не мислев да земам процедурално, ама гледам се закаравте, па ајде да објасниме, бидејќи секоја седница треба да се објаснуваме со вас, така работите, така веројатно и ние ќе треба да работиме. Во рација држам поднесокот кој што е најзаслужен за свикување на оваа седница, а тоа се вика кривична пријава против Талат Џафери за систематско несвикување седници од 18. Член од деловникот имам повредено процедурата Да, за кој сега што ќе побарате кажам, во врска со списокот е процедурално. Не, во ред, окей, само кажете Како? по кој член од деловникот сметате дека Од член 40. Добро, Да. повелете. И Така е деловнички, морам да ве опоменам. во ред, по член 40 став 2, ќе дојдам до главното, дозволете ми се. Значи, покрај тоа што ние сме парламент и парламентарна демократија која што најретко има пратенички прашања, од 18 месеци 12 систематски не свикувате пратенички прашања. Од друга страна, имате ситуации кога неправилно ги распределувате поставувањата на пратенички прашања, како што е случајот и денес и како што беше случај во сите изминати седници. Имено Англија има question time секој ден, премиерот еднаш неделно доаѓа во парламент, Австрија има секој ден во 2, Германија има секоја пленарна седница по 2 пратенички прашања. Процедуралното мое, почитуван подпредседателе, не знам дали вие сте го правеле списокот, е тоа што левица е секогаш систематски става на подолу да поставува прашања, што де факто ни оневозможувате да дојдеме на ред. Имено, писмените прашања заземаат пола од седницата и потоа редоследот кој вие го правите дозволува максимум 5 пратеника да постават пратенички прашања. Тоа е систематско загушување на контролна и надзорна функција на парламентот. Парламентот не е како што вие го замислувате само да штанца закони, парламентот има суштинска контролна функција. И знам што ќе ми одговорите, еве и денес левица е ставена 8, имајќи го предвид фактот дека само 5 пратеника поставуваат прашања, повторно ни е оневозможено. Од кога сме во почеток на мандат, левица има само 2 пати усно поставувано пратенички прашања. И повторно вашата логика која јас одбивам да ја разберам, а тоа е дека пропорционално го делите составот повикувајќи се на овој член 40 кој јас ви го цитирам, а тоа е сооднос 2:1 корис на пратениците на опозицијата. Меѓутоа, опозицијата не е само ВМРО ДПМН. Еве ќе ви кажам пример. Аљаска во Америка има пола милион жители, Калифорнија има 33 милиона и едната и другата држава на паритетна основа имаат по 20 сенатори. Не може, значи левица е посебен ентитет во опозицијата и како таква треба да биде третирана. Тоа значи дека првото место е за ВМРО ДПМН, второто место е за Алијанса и третото место секогаш и на секоја седница треба да биде за левица. А не може осмото да биде со што де факто ние сме оневозможени систематски да поставуваме пратенички прашања. Ви благодарам. Ви благодарам, истиот одговор ќе ви го